Централно издание на дневникот на К1 добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Гледајте не. Водата од природните чешми е забранета за пиење. Енергетска ефикасност во училиштата во општина Кавадарци. Започна изградбата на железничката постројка во Превалец. Центарот за јавно здравје информира дека водата во речиси сите села во Велешко е бактериолошки неисправна. Најчесто во овие природни чешми е пронајдена бактеријата Ешерихија коли, бактерија која е штетна по здравјето на луѓето. Водата од природните чешми е забранета за пиење. Центарот за јавно здравје информираше дека водата во речиси сите села во Велешко е бактериолошки неисправна. Ова се должи на нехлорирањето на водата и немањето на хлоринатори, а како причина се јавува и неодржувањето на хигиена. Најчесто во овие природни чешми пронајдена е бактеријата Ешерихија коли. Оваа бактерија е една од најопасните бактерии на уринарниот и гениталниот тракт, а може да предизвика повреди на мочните патишта, камен во бубрегот, анатомски деформации, концентрирана или кисела урина и некои состојки на храна. Забуната кај луѓето настанува со тоа што тие со години пијат иста неквалитетна вода. Организмот веќе развил одреден одбранбен систем против таа вода што постојано ја конзумираат. Проблемот е со луѓе што ќе дојдат од надвор, што немаат развиено бактериска одбрана против таа бактерија која што е присутна во водоводот. Од Центарот за јавно здравје посебен акцент ставаат на потребата од поставување на хлоринатори преку кои ќе се хлорира водата, а на тој начин ќе се уништат бактериите штетни по здравјето. Јас ќе апелирам само да се направат напори, да се договорат местното население. Сме размислувале, сме разговарале, они се држат на тоа дека ние сме си ги направиле наши се. Да, вие сте ги направиле, сте дале пари или сте добиле донација и имате вода дома. Меѓутоа, за да имате квалитетна вода, таа треба да се одржува, некоја се грижи за нез, да се хлорира, да се контролира системот. Според извештаите од јануари и февруари оваа година, водата е забранета за пиење во населените места Рлевци, Бозалково, Раштани, Иванковци, Мамутчево, Кумарино, Сујаклари, Караслари, Горно Оризари, Челошево, Црквино, Отовица, Кочилари, како и во населените места од регионот Азот. Водата од природните чешми во општина Велес исто така е бактериолошки неисправна и забранета за пиење. Започна изградбата на железничката постројка во Превалец. Таму ќе застанува возот кој сообраќа на релација Скопје-Битола-Скопје. За жителите ова е исполнување на нивното барање доставено до локалната самоуправа. Трошењето на дополнително време и пари за жителите на населба Превалец кои редовно го користат железничкиот сообраќај ќе биде минато. Започнати се градежните работи за изградба на постројка, каде ќе застанува возот кој сообраќа на релација Скопје-Битола-Скопје. За жителите, ова е исполнување на нивното барање доставено до локалната самоуправа. Ќе значи многу добро за сета населба и за населба Туно, за Превалец, населба Оризари. Супер ќе биде. Поблиско се скратува патот за сите, поубаво ќе биде. Треба како не треба. За населбата е потребно. Не само за населбата, и од згради кида тука. Тоа што се прави се после толку години, може колку години, ја не знам, ја еве сум 66 години, ова е нешто посебно за населба Превалец. Возот е едно од главните превозни средства за жителите од оваа населба кои работат во Скопје. Токму тие ја започнаа иницијативата за изградба на постројка. Ова е местото на кое ќе застанува возот за и од Битола. Жителите на населба Превалец нема повеќе да патуваат неколку километри до железничката станица во Велес. Намалувањето на сообраќајни несреќи е исто така важна придобивка од изградбата на оваа постројка. Смртоносниот премин, како што го нарекуваат жителите, ќе биде минато, бидејќи возовите тука ќе се движат со минимална брзина.
2 лица се повредени во сообраќајна несреќа која попладнево се случи на влезот во кавадаречкото село Раец. Информацијата ја потврдија од службата за итна медицинска помош во Кавадарци. Според првичните сознанија станува збор за судир на 2 возила. Од полициската станица од Кавадарци нема официјални информации за сообраќајната несреќа. Се чека на завршување на истрагата за да се добие одговор која е причината за настанување на оваа сообраќајна несреќа. Со заем од Светска банка, општина Кавадарци ќе ја зголемува енергетската ефикасност во неколку општински училишта. Со овој проект ќе се врши реконструкција на кров и доградба на училници во гимназијата Добри Даскалов, реконструкција на кров во средното стручно училиште Киро Спанџов Брко и реконструкција на кров и замена на топловодни котли во основното општинско училиште Тоде Хаџитефов. Со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој, општина Кавадарци ќе ги реконструира кровните конструкции на неколку училишта. Во гимназијата Добри Даскалов, освен што ќе се гради нов покрив, ќе бидат доградени и 8 кабинети, вели градоначалникот Александар Панов. Морам да информирам јавноста дека овој кредит беше планиран од 40 милиона денари, меѓутоа најповолната понуда беше 26 милиона денари, односно сме заштедиле околу 14 милиона денари. И овој тендер е веќе завршен, компанијата од Скопје. Се надевам дека, бидејќи тие можат побрзо да почнат со работа, се работи на кровната конструкција на гимназијата Добри Даскалов, како и доградба на 8 кабинети во истата. По обезбедување на градежната дозвола започнуваат и градежните активности. Истото средно училиште, тука е секако кровната конструкција на средното училиште Киро Спанџов Брко, како и кровната конструкција и парното грејење на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов. Очекувам во периодот кога ќе се парафират договорите со Светска банка да се отпочне и тука со работа. Со реализацијата на оваа инвестиција ќе се зголеми енергетската ефикасност, бидејќи со претходните инвестиции во овие училишта беа воведени мерки на енергетска ефикасност. Основната цел на овој проект е преку финансирање по пат на долгорочно задолжување да се овозможи реализирање на инвестиционите проекти кои ќе придонесат кон подобрување на перформансите на општината. За околу 60% е зголемен бројот на апликации за осигурување на земјоделските површини. Иако бројката не е ни половина од регистрираните земјоделски стопанства, според Златков, земјоделците се повеќе се свесни за бенефитите кои ги добиваат од осигурувањето. За околу 60% е зголемен бројот на апликации за осигурување на земјоделските површини во периодот од 2014 до 2015 година. Иако бројката е се уште незадоволителна, според првиот човек на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, земјоделците се повеќе се свесни за бенефитите кои ги добиваат од осигурувањето. Околу 60% имаме зголемување на бројот на апликации од 2014 до 2015. Но знаете дека тој број на ниво на држава не поминува 5000 земјоделски стопанства кои што аплицирале, односно подигнале осигурителни полиси. Кога ќе ставите на математика дека 80.000 имаме регистрирани земјоделски стопанства, а само 5.000 се осигуруваат, тоа е многу мал број. Од 1 март Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, заедно со Агенцијата за осигурување, се постојано на терен, се со цел да ги запознаат земјоделците со можностите и условите за аплицирање за земјоделски полиси. Акцијата за информирање на земјоделците околу земјоделското осигурување започна од 1 март и 1000 села треба да посети Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството заедно со Агенцијата за осигурување при Агенцијата за супервизија при осигурување, при што ќе ги запознаеме земјоделците кои се може да аплицира за земјоделска полиса. Од оваа година новитет е тоа што во законот влезе и осигурување на сточарството, при што покрај земјоделските култури, како што се лозови, овошни насади, полиделски култури, градинарски култури, ќе може да се осигуруваат и земјоделците кои што одгледуваат сток. Повраток на ризик е 90%, потенцира Златков, но тоа ќе зависи од самата проценка на инспекторите, односно агенциите од осигурителните компании, откако ќе извршат увид на лице место.
76 милиони евра ќе инкасираат производителите од откупувачите и од државата преку субвенции. Од Стопанската комора велат дека и покри турбуленциите, производството на тутун е стабилно и е во просек од околу 24 до 25.000 тони годишно. Во Велешко површините засадени со тутун остануваат исти и понатаму тутунарите засадуваат тутун на иста површина. Оваа година се постигна извонредно висока цена, просечна цена при откупот на тутунот, 185 денари, што представува дури 58% повисока цена во однос на претходната година кога имавме 117 денари. За да биде вкупно откупена целокупната количина на тутун оваа година, потребни се 3 милиарди 515 милиони денари или 57 милиони евра. Заедно со субвенцијата од 19 милиони евра, вкупно 76 милиони евра се потребни за да успешно заврши оваа реколта. Учениците од 4-то одделение од Основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино во рамките на одвивањето на воспитно-образовниот процес и изучувањето по предметот општество денеска го посетија кабинетот на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Тој искористи можноста да им објасни на најмладите сограѓани што значи функцијата градоначалник, кои се неговите права и обврски, како функционира советот на општината, локалната администрација и слично. Со премиерна изведба на представата Старицата од Калкута синоќа во Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот се одбележа денот на театарот. Пред почетокот на представата актерите ги прочитаа светската и македонската порока по повод светскиот ден на театарот 27 март. Премиерата на представата Старицата од Калкута од Хано Клевин беше наградена со силен аплауз од публиката во преполната сала на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Представата е спој на класичен театар кој во себе содржи вариететни форми на мюзикал и кабаре. Ова е представа која излегува од театарот и оди кон шоуто, вели Васил Зафирчев, актер и уметнички директор на Велешкиот театар. Иако представата е многу напорна за играње. Има убиствено темпо, има многу промени, има многу реквизити, многу костимски промени, огромна количина на текст, бидејќи секој од актерите игра по неколку улоги. Напорна е актерски представата и за мене како уметнички директор на театарот најголемата придобивка од целиот овој процес во работата со Софија е токму таа огромна количина на актерски труд кој што нашите млади актери, покрај мене и Кети се разбира и покрај повозрасната Слободанка, одлично се справија со еден ваков комплициран жанр. Направена е европска представа, што подразбира многу силен ритам на изведување на дејството на сцена и актерите беа многу физички и психички подготвени, вели режисерката Софија Ристевска Петрушева. Пораката на представата е следна. Дека само убавината ќе го спаси светот од една страна, а од друга денешниот човек е веќе изморен да циркулира и да живее во овој 21 век, век на капиталот. Значи денешниот човек се повеќе и повеќе има потреба од мир, спокојство и да се врати човечкото кон човекот, а не човекот да се моделира спрема капиталот. Пред почетокот на представата, актери ги прочитаа светската и македонската порака по повод светскиот ден на театарот 27 март. Специјалното јавно обвинителство на пресконференција обелодени дека покренува нова истражна постапка за апсењето на Љубе Бошковски. ВМРО ДПМН со реакција за пресод на специјалното јавно обвинителство. Во 23 компании работат вкупно 5400 луѓе. Вести од Македонија. Специјалното јавно обвинителство на пресконференција обелодени дека покренува нова истражна постапка. Случајот е под работно име тортура. Станува збор за апсењето на Љубе Бошковски. Обвинителството своите предистражни постапки ги темели на информации за употребена прекумерна сила при апсењето. Осомничени се садумни на лица. Наспроти ова, на социјалните мрежи веќе кружат документи во кои Љубе Бошковски и неговиот адвокат Љубомир Михајловски Џанго потпишале изјави во кои стои дека при апсењето не е употребена прекумерна сила.
По пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство ВМРО ДПМН преку соопштение информира дека, цитирам, денешниот политички настап на Катица Јанева е најдобра потврда дека Зоран Заев и СДСМ немаат никаква предизборна програма и никакви проекти кои би ги понудиле на граѓаните. Така што единствениот излез го бараат во обидот преку Катица Јанева да оцрнуваат луѓе од раководството на ВМРО ДПМН преку конструкции, лаги и манипулации. Сосема е неочекувано дека СДСМ и во иднина ќе продолжи да го нуди тоа што најдобро го умее – деструкција, манипулации и продуцирање на кризи. За разлика од СДСМ, ВМРО ДПМН продолжува со одговорно и отчетно работење во полза на граѓаните, стои во соопштението на владеачката партија. До крајот на оваа година планот е да се додадат уште дополнителни 1800 работни места, што значи дека оваа бројка ќе биде 7100 луѓе во зоните, само од оние компании кои во моментов се таму присутни. Во моментот кога овие компании ќе стигнат до оптималната вредност на нивните бизнис планови, ќе бидат креирани вкупно 16.500 работни места, вели директорот на слободните зони Виктор Мизо. Според информациите на Мизо, од изминатата година извозот од слободните зони изнесува 1,5 милиарда евра и е 36% од вкупниот извоз во земјата. А оваа година за 25% ќе се зголеми учеството на извозот од зоните. Во интервју за Телеграф, тој зборува за ефектите од функционирањето на зоните, а вели дека во моментов се активни преговори со компании од повеќе западни економии. Во терористички напад на бомбаш самоубиец во пакистанскиот град Лахоре најмалку 72 лица се убиени, а 200 се ранети. Јордан ќе добие заем од Светска банка во износ од $100 милиони. Свето денеска. Во терористички напад на бомбаш самоубиец во пакистанскиот град Лахоре, најмалку 72 лица се убиени и 200 се ранети. Нападот се случил вчера во паркот Гулшане Икбал во доцните вечерни часови, кога паркот бил полн со народ и со голем број христијански семејства кои го прославувале Великден. Најголемиот број од жртвите се жени и деца. Одговорноста за нападот ја презеде милитантната исламистичка група Джамлат ул Ахрар, која се представува како фракција на пакистанските талибанци. Нападот се случил кај главниот влез на паркот, во реонот каде обично се оставаат автомобилите, но и блиску до детското игралиште, на кое родителите ги носат децата да играат на нишалки. Остра осуда преку соопштение испрати председателот на Пакистан, во кое изразува сочувство за жртвите. Јордан ќе добие долгорочен бескаматен кредит во износ од $100 милиони. Ова го соопшти председателот на Светска банка Џим Јон Ким. Средствата од овој кредит се наменети за отворање на 100.000 работни места за сириските бегалци и за жителите на Јордан, а начинот на кој ќе бидат распределени се уште не е познат, додава Џим Јон Ким. Како што пренесуваат американските медиуми, овој кредит е дел од напорите на меѓународната заедница да ги подобри условите за живот на бегалците во земјите од Блискиот Исток, меѓу кои се Јордан и Либан. Од почетокот на граѓанската војна во Сирија, па се досега, повеќе од 4,8 милиони сирици ја напуштиле својата татковина. Рапидно се намалува бројот на барањата за азил во Белгија. Во изминатите 7 дена азил во земјата побарале само 177 лица. Од нив 52 биле повторно поднесени барања, што значи дека се доставени 125 нови барања. Во однос на претходната недела, бројката на поднесени барања е намалена за 41%, соопштува државниот секретар Тео Франкен. Од почетокот на бегалската криза, ова е најмалиот евидентиран број на поднесени барања. Во екот на кризата, неделно во Белгија беа примани околу 1900 барања за азил. Според тамошните власти, овој рекорден пат се должи на затворањето на надворешните граници на Европската Унија, како и на зимскиот период.
Фудбалските училишни екипи се надпреваруваа во рамки на првиот младински куп Велес 2016 во организација на Советот на млади на општина Велес и Сојузот на училишни спортови. Каратистите на Урбан Инвест од Кавадарци освоија 25 медали во Црнагора. Спортските вести во продолжение. Гимназија Кочо Рацин со 3:0 ја победи екипата на Средното стручно училиште Јовчете Сличков, додека надпреморот помеѓу екипите на Средното стручно Димитрија Чупавски и Колере Делковски заврши со 3:1, а гимназијалки пак беа подобри од женската екипа на Димитрија Чупавски. Тие надпреварот го завршија со резултатот 1:0. Фудбалските училишни екипи се надпреваруваа во рамки на првиот младенски куп Велес 2016 во организација на Советот на млади на општина Велес и Сојузот на училишни спортови. Ова е дел од програмата на Совет на млади за спорт и рекреација која има за цел активно вклучување на младите, дружбата во спортот и поттикнување на сите млади активно вклучување на спортот и здравиот начин на живот. Се надевам дека овој турнир ќе прерасне во традиција. Ние како Совет на млади имаме одговорност спрема младите да ги оттргнеме од пороците на модерното живење. Од Сојузот на училишни спортови велат дека тие секогаш се подготвени за соработка. Системот на надпреварување е оној кој е пропишан согласно правилата на Фудбалската федерација на Македонија. Системот на надпреварување веќе е познат. Во училишниот спорт имаме лига систем за голем фудбал. Играат сите училишта, значи во машки и женска конкуренција, системот на надпреварување секој со секого. Најдобрите со најмногу освоени поени ќе бидат првопласирани, па потоа со најмногу постигнати голови на крај меѓусебниот дуел. Значи она што се правило во Фудбалската федерација на Македонија. Советот на млади и Комисијата за спорт продолжуваат со организирање спортски настани. Следен ќе биде турнирот во кошарка. Да го подобриме спортот во нашиот град, Велес е спортски град. Ние сакам да им возможиме на спортистите да имаат повеќе турнири, повеќе утакмици каде што ќе имаат простор да се докажат и да го покажат своите вештини. Она на што Младинскиот совет се надева е овој турнир, Младински куп Велес, да прерасне во традиционален турнир. Каратистите на Урбан Инвест од Кавадарци освоија 25 медали во Црнагора, 9 златни, 7 сребрени и 9 бронзени медали освоија на меѓународниот турнир Плевље Опен 2016 кој викендот се одржа во Црнагора. Тренерот Ивана Аврамова информираше дека на меѓународниот турнир Плевље Опен 2016 учествувале околу 600 надпреварувачи од Црнагора, Македонија, Србија, Словенија, Албанија и Босна и Хрватска. Таа најави дека следуваат уште многу надпревари во земјава и странство, на кои младите каратисти од Кавадарци ќе си ги одмерат знаењата во оваа вештина со своите врсници. Пред денешниот квалификацијски надпревар со Франција, младата фудбалска репрезентација на Македонија вчера го одработи последниот официјален тренинг на ММ арената во Леман. Надпреварот ќе се игра во 21 часот. Во дуелот влегуваме како аутсайдери, а селекторот Благоја Милевски ги реализираше финалните тактички подготовки. Триколорите се лидери со 13 бода, Исланд е втор со 12, црвено-жолтите се трети со 8, па од тука и математиката е јасна. Потребни се 3 бода. Секој поинаков исход, иако имаме меч помалку од водечките за жал, многу веројатно ќе значи и крај на амбициите на потенцијалната генерација во Полска. Првиот дуел меѓу Македонија и Франција заврши без победник 2:2. Покрај дуелот во Леман, во нашата група денеска и островската пресметка меѓу Шкотска и Северна Ирска на требникот на Сент Мирен. Синоќа екипата на Голден Стейт ја совлада Филаделфија со резултат 117-105. Ова е 66-та победа за тимот на Кари, кои се поблиску до остварувањето на Чикаго Булс, а за тоа им се потребни уште само 6 победи. Клеј Томпсон постигна 40 поени, додека Кари постигна само 20. Сакраменто успеа да го победи Далас убедливо со 133-111, а во победата на кралевите најголем придонес имаше Стейн со 21 поен и Казинс 1 поен помалку 20. На останатите средби, Вашингтон победи во Стейплс центар со 101-88 против домаќинот Лейкерс и Индијана го победи Хјустон со 104-101.
Времето утре променливо облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб ветер од јужен правец. Деталите во продолжение. Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.